Состојбата во Македонија е многу сериозна, но не сум сигурен дека политичките лидери го сваќаат тоа, рече државниот министер на Германија задолжен за Европа Михаел Рот по средбите со политичките лидери кои никако да се договорат за датумот за изборите. А дали избори ќе има на 24 април или сепак тие ќе мора да бидат одложени? Одговори вечерва бараме од универзитетскиот професор Мерсел Белјали. Добро вечер. Добро вечер. И Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика. Добро вечер и за вас. Добро вечер. На почетокот предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Александар Пешев за посетата на господинот Рот. Посветени сме на соработка со Македонија, посебно на прашањето со мигрантската криза, но тоа не значи дека ќе има било каков поврат на услуги во политичките преговори за пристапот кон Европската Унија. Ова е една од клучните пораки на државниот министер во германското МНР Михаел Рот, кој е во дводневна посета на Македонија. Тој вели дека вратата на Европската Унија е отворена, а брзината на македонските евроинтеграции зависи од реформите, кои ако Македонија ги оствари, Европа ќе го оствари ветеното. It's crucial that political leaders finally understand that the country's future is at stake here. They must stick wholeheartedly to the agreed process. Otherwise, they risk the elections not taking place in line with clear European standards. Our shared hope was to bring the crisis to an end with the help of the Prishina Agreement, which identifies urgent reform priorities, including systematic flaws in the rule of law, breaches of fundamental rights, threats to judicial independence and media freedom, corruption issues, and the inappropriate politicization of state institutions. Имплементацијата на Пржинскиот договор и потребните реформи се далеку од таму каде што треба да бидат, вели Рот, додавајќи дека работата на специјалниот јавен обвинител неколку пати била обструирана, медиумските реформи воопшто не биле започнати, а проверката на избирачкиот список требала да почне пред неколку месеци. And now do your homework. That's my message. Time's running. At the 19th or 20th of February, we are waiting for a fair and open-minded assessment in order to decide, is there a chance that the general election can take place at the 24th of April? And we are not just discussing about elections. We are discussing about fair and free elections. Одржувањето на изборите е само првиот чекор, забележува германскиот министер. Токму иницијативата да се направи проверка на условите за одржување на избори во април во јавноста се дискутираше како германски и холандски модел. Ваквата иницијатива на премиерот Емил Димитриев му ја презентираа евроамбасадорот Аиво Ораф и неговиот американски колега Джес Бейли. Двајцата го дадоа предлогот откако еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју за бугарскиот печат изјави дека не е важно дали сите ќе учествуваат на изборите, туку дека е важно да се фери демократски. Господине Белјали, како ги коментирате пораките на Рот? Добро вечер. Мислам Рот како германец прецизен и концизен, значи го кажа тоа што по секоја логика припаѓа, значи на една нормална политика, ако воопшто може да се зборува кај за нормална политика. Мислам дека по природа германците се многу пофиксни на повеќе плани, повеќе сегменти, а и во политиката, и така што навиду може да уочиме голема разлика на тоа што се пласира од комисарот за проширување. А ни ово што кажа Рот. Но тоа си еден проблем што сама по себе зборува за нашата политичка сложеност и општа сложеност во општеството. Невозможно, значи, луѓето да проценуваат ситуација до прецизитет која е во тотална конфузија по сите параметри. И тука многу тешко да се унифицира изјави, пристапи, па и политики, ако сака. Господи Јорданова, дали имаме промена на ставот на меѓународната заедница од фиксно 24 април, сега велиме ќе одлучат дали е возможно да има избори на 24?
Нема единствен став на меѓународната заедница за ова прашање и тоа е еден од големите проблеми во оваа криза, кој што долева на домашната политичка криза. Имаше различни изјави од различни субјекти, при што предничаше во јануари комесарот Хан со очигледното заземање страна, односно искажување дека еве може и со 3, не мора со 4 партии и потоа веднаш изјави од државите членки, амбасадорите на Германија, Холандија и Велика Британија, кои што нагласија други факти. Значи, кредибилни избори, фери демократски избори се приоритетот, а не датумот. И сега Рот доаѓа да ја зајакне таа изјава и на некој начин да ја предупреди комисијата дека внимавајте, тука се државите членки. Значи, се што вие ќе напишете како извештај, ќе дадете како извештај, оди потоа на советот на ЕО. И во моментот мислам дека е една голема битка за придобивање на меѓународната заедница, која што за жал во овој случај во Македонија излезе многу разногласна. Може ли Хан да донесе одлука игнорирајќи го ставот на Рот? Сепак Германија е една од најсилните членки на Европската унија. Тешко, затоа што на крајот она што тој ќе го заклучи оди на Советот на ЕО. Значи тој реферира пред Советот на Европската унија. Тој има донесено заклучоци во јуни, во кои што едни прилично долги заклучоци, во кои што нагласува дека е неопходно изборите да бидат кредибилни и никој од почеток не обрнуваше внимание на овој збор. Јас постојано повторувам кредибилни, дури кога го преведуваме само веродостојни, не значи само тоа, значи се работи за еден процес кој што требаше да доведе до тоа политичките субјекти да има доверба во самиот процес на избори, но за жал тоа не се случи. Господин Белјали, зошто Хан се откажа некако од препораките на Прибе, одеднаш, нели, како да се ставаат на страна сите тие забелешки и главно е да се оди на избори? Реално политичката состојба кај се до крај, значи усложена и комплицирана и невозможно еден човек кој не се занимава предолго со политиката да биде конзистентен во неговите постапки, вклучувајќи ги изјавите. Ја мислам дека не ги третирам премногу сериозни такви изјави кои се менат од сабајле па на вечер па поручек и така натаму. Стекнувам печаток дека ето лично комесарот Хан и нема некакво посебно искуство во однос на тоа како се комуницира со јавноста и како се дават изјави и дека мора да се биде конзистентна на тие изјави. И потоа се дава можност на спекулации зошто се прави така, дали постои некаков посебен интерес тука, дали се работи за некаков допинг, некаков стимулирање на луѓето, но што и да е. Мислам дека сепак у Европската унија, па и САД која навидум изгледа стои повеќе на страна, меѓутоа реално последниот збор го кажуваат тие, но и во рамките на ЕУ постојат институцијата што Малика го кажа, што и да кажете, значи лично се пак треба завршува во една институција која мора да се балансира. Таму има различни интереси, се пак тука мора да доминира и политичкиот аспект, и моралниот аспект, ако сакате, дури хуманитарниот аспект. Политичкиот причина што Македонија како ваква веќе представува темпирана бомба за регионот. Значи, ако ова продолжува подолго да потрае вака, се плашам дека ќе ескалира не врз меѓу етнички, туку едноставно врз човечки и граѓански аспект. Неодрживо ваква на долг период ваква тензија. Морално оти, за жал, и Европската унија, а и САД, молку, значи, поддржувале или толерирале еден режим кој се претвори во некаков монструм, значи, слободно може да кажеме не дека диктатура, туку еден
пар екселанс диктатура, една уникатна диктатура мешана со повеќе сегменти на негативните изми. Дури ако сакат и фашизми, и национализми, и не знам што друго. Значи тоа зошто беше толерирано, дали фокусот на меѓународната заедница, на Европската унија, посебна САД, беше кон други прашања во светот, посебно Блискиот и Средниот Исток, и тука Македонија не се забележуваше, па дури не ја третирале толку сериозно, мислејќи дека едно дете која ето побавно расте, но ќе созрева, нема шанси да не созрева, а меѓувреме Македонија или ВОСО забега во една ситуација која потоа увидела самите структури и Брисел и Вашингтон дека нивна грешка е што цело време значи не посвети внимание на една колку да е мала држава, меѓутоа се наоѓаме во Балканот која се познато дека Балканот сепак е буре барут. И сега претпоставувам дека што и да кажат, што и да калкулират, исходот ќе биде дека овој режим мора да заврши. Или подобро да кажа, груевизмот мора да заврши. Тоа не значи дека ВМРО ќе заврши. Најверојатно, паралелно со демократизирањето на државата и спасувањето на луѓето, може слободно да се зборува за спасување на луѓе, се размислува и како ќе биде идната структура или идното vodство која ќе предводи ВМРО. Едно е сосема сигурно дека со Груевски веќе нема да има ни влада, ни партија. Господи Јорданова, дали сепак кризата со мигрантите може да му помогне на екс-премиерот Груевски да излезе од оваа криза како победник? Има такви толкувања? Екс-премиерот очигледно и се труди и ангажира агенции за сега да ја продаде таа приказна и таа веќе се пласира во Господин Трет потенцира дека нема да има никакви отстапки. Тој токму анализирајќи го ова што сега го кажувам, оди на контра, веднаш да го побие тоа дека нема да има таков пазар. Значи, Груевски оди на наративот, на приказната, на Европа и треба стабилна Македонија за да се соочи со бегалската криза. Македонија е клучна во тоа. Јас испорачувам стабилна Македонија и затоа треба мене да ме поддржи. И ако погледнете овде, сите премиси поред се погрешни. Ниту тој испорачува стабилна Македонија на краток рок, а камоли на долг рок, ниту Македонија е единствена која што може да ја спречи или реши бегалската криза. Така што тоа е една цела приказна која е спакувана за да се продаде во овој момент. Денеска Рот вели не ја купувам таа приказна. Ќе видиме како работите ќе се одвиваат понатаму. Факт е дека има тука обид да се направи пазар, дека има лобирање во Европската унија на различни места, но ние имаме денес ситуација во Република Македонија во која што министер за внатрешни работи е министер од опозицијата. Министерот за внатрешни работи е надлежен за прашањата на миграцијата. Не е ниту, мислам, Груевски е екс-премиер. Ние сега дури му даваме дополнителна значење дека тој може да тргува со тоа прашање. Мислам, која и да е влада во Република Македонија, дека би остварила соработка со Европската унија за прашање на ваква криза. Значи, не се работи тука за некаква посебна подобност на соработка на ова ВМРО ДПМН или. Ако ги гледаме најголем дел од медиумите, нели Груевски воопшто и не е екс-премиер. Гледаме дека сите вести започнуваат со партискиот лидер фактички на ВМРО ДПМН. Па мислам дека сите сме веќе премногу оптоварени со Груевски, искрено кажам. Така, господин Билјали, дали сепак се можно е да се одржат избори на 24 април? Нели ја чекаме одлуката на ЕУ и на САД која е најавена за 19 или 20 февруари? Дали е сепак возможно да тие донесат одлука дека може да има фер и слободни избори? Ете, гледаме денеска има договор за прочистувањето на избирачкиот список. Останува уште спорно прашањето за медиумите, кое што веројатно е и клучното. Прво, друго е да имаме мирни избори, друго е да е фер
слободни и демократски избори. Значи, параметри кои се сосема нешто друго. Договор од Пржино има 5 столба. Значи, првиот столб е поделбата на партиите или партијата од државата. Вториот столб е специјалниот јавен обвинител, третиот столб е избирачкиот список, потоа медиумите и накрај изборите. Значи, ако ги анализираме поединечните параметри, сегменти од Пржинскиот договор, и ќе констатираме дека одделни сегменти дури се уште не се започна да се реализират или да се трансформират, а повеќето од тие сегменти кои веќе се продаваат како дека наводно се направи некакви промени, реформи и така натаму, во сушина многу малку е нешто променето. Така што не можеме да да се повикуваме само на датумот на изборите, 24 април, а по сите параметри да заостануваме или се уште не сме започнали. Например, ето, беше пред малце кажано. Значи, иако Груевски веќе не е премиер на државата, одделни медиуми, и тоа со национална концесија, значи, вестите ги почнуваат со Груевски и ги завршува со него. И за работи кои воопшто, значи, се работи на државата, на власта. Тој сега не е власт, тој е, значи, председател на лидер на една политичка партија, не знам до кога ќе биде таков, но, значи, се продава, сепак се замешуваат тие два сегменти, со што се нарушува во концепт и сушина Пржинскиот договор. Вториот сегмент да го земем, специјално јавен обвинител. Земајте ги одделните медиуми кои фрлат камења и дрва по специјално јавен обвинител, иако реално цело време, нели, кога ќе се кажаше нешто во однос на судските или правосудните постапки, одма реакција на од ВМРО да помре. Збором за 5-6 години последниве. Дека не треба да се мешаме, него коментираме судските одлуги и така натаму. И сега, што не еднаш се мешат и на фамилијата на господјата што е специјален јавен обвинител, па и на приватниот живот, па и како се облекува, па дека е замешан во кривични дела и не знам какви. Повоше од црниот ѓавол. Апсолутно. Така. Значи, самото сведување сега на само две прашања. На избирачкиот список и на се вика реформи во медиумите, всушност се работи за измени на законот. Е известно дефокусирање од реално за што беше договорен Пржино и што се итните реформски приоритети. Она што ние го следиме како институти, како мрежа, 23 мрежа на невладни организации, покажува дека итните реформски приоритети не се спроведуваат суштествено и договорот од Пржино не се спроведува суштествено. И кога ќе погледнете таа листа вака, ќе видите понекаде жолто и ќе видите црвено. Зелено воопшто нема да видите во итните реформски приоритети. А во заклучоците на Советот не увели дека за да може Македонија понатаму да напредува во европскиот пат, дека е потребно значително исполнување на итните реформски приоритети. Настрана тоа што на ВМРО ДПМН, особено под Груевски, ми е тотално јасно дека напредокот во европскиот пат не е можен, нити е лесно и понатаму можат приказната дека само заради Грција ние не одиме напред да ја продаваат. Значи, тука има повеќе фактори кои што се присутни, кои што треба да ги процениме, не само да се сведуваме на одделни прашања, ако ќе се задржаме и на нив. Значи, целиот контекст е поставен така за да не дефокусира од основните прашања. Извештајот на Прибе, тешкиот коруптивен скандал, проблемот на никаква доверба меѓу партиите, една силна поларизација меѓу партиите, која што всушност не обезбедува кредибилен изборен процес, бидејќи нема апсолутно никаква доверба меѓу партиите, дека тој процес може да биде фер и демократски. Ајде сега да ги погледнеме прашањата на избирачкиот список и медиумските реформи.
избирачкиот список веќе претседателот на ДИК излезе со изјава дека се потребни 80 на 100 дена за да се заврши сето тоа според методологијата, колку и да се забрза, очигледно е дека тука ќе биде потребно време. Од друга страна, факт е, што го наведува и ВМРО ДПМН, дека опозицијата повеќе години, практично цело ова време, откако е ДПМН на власт, имаше председател на комисијата. Да, мнозинство имаше позицијата, но председател имаше опозицијата. И факт е дека тој процес не може да оди до бескрај. Значи, не може да, ако еднаш е договорено дека треба избори, дека може да се бара одлагање, ама не и до бескрај. А во однос на медиумските реформи, мислам дека сега апсолутно, особено ако се зборува за 24 април, нема воопшто време да се смени ситуацијата. Бидејќи цело ова време практично партиите на власт само го освојуваа медиумскиот простор. Тие реално го освојуваа медиумскиот простор. Тие има нови медиуми кои што се знаат дека се контролата, тие зајакнуваат објективно контролата. И тука можеби беше насочена цела активност погрешно кон измена на законите, наместо кон фактичко мерење на состојбата на терен, што може да се направи. Имаше модели за тоа. И тука тие успешно едноставно пролонгираа работата, продолжија со целосна контрола на медиумите. И сега џабе по мене дури не безпредметно, но не може и сега да се постигне договор да се обезбеди за ова време не минимум рамноправност пред изборите. Сега е февруари, мислам неполни 3 месеци, тоа е само предизборен период. За предизборниот период важат посебни правила. Цело овој период пред тоа практично само повеќе и повеќе се освојуваше простор од страна на владата. Значи тоа апсолутно е еден критериум кој што не може да биде исполнен до 24. Господин Билели, дали може... Само да додавам, дека земајќи го предвид надпросечниот талент што ние го имаме за непочитување на закон, значи од каде логиката, од една структура, од една ментална структура и владина структура која не почитува ниту устав, ниту закони, ги протолку како што сака и кога што сака, и од каде сега нов закон кој за еден месец дена ќе се испочитува. Значи логиката што со право Малинка ја кажува, дали значи се може некој меанизам кој ќе беше мерилен во однос на тоа што се сервира на јавно со отделни санкции, макар како джентлеменски договор, тоа ќе профитираше многу поефикасно отколку ќе донесеме закон кој не се знае кој и како ќе. На крај крајви ќе плати казна затоа што не го почува законот, но добивката од плаќање казнот е милион пати повисока. Значи тука нема логика во содржината. Но сепак ја би се навратил на тоа што претhodно беше кажано, дека дали меѓународната заедница поверува на тоа дека Груевски е фактор на мирот во Република Македонија, не само Груевски, туку и Ахмети. Оти јас веќе ги сметам, не само јас, туку многу луѓе кои резонираат елементарно сметат дека се работи за сијамски близнаци меѓу Груевски и Ахмети. Сите анализи, сериозни, прочитав негде и во еден многу релевантен европски дневен вестник, кај што пишува дека не е возможно, значи, пироман истовремено да биде и пожарникар. Значи, луѓето кои ја доведоа Македонија или држава до оваа ситуација, да очекуваш дека тие ќе оправа, тие ќе поправат ситуација, тие ќе се покајат со тоа и ќе продолжат добро да работат. Тоа е невозможно, нелогично и не може да се регистрира во ниедна елементарна основна логика. Дури напротив, слободно можем да кажем дека ако меѓународната заедница дозволува, значи формално да се уморено од кризата на Република Македонија, зафатени се многу други проблеми, а и рутински сега да се допушти да се одржуваат некакви избори, со што претпоставувам дека пак би победиле владината структура и од македонскиот дел и од албанскиот дел, тогаш ќе имаме дестабилизација. Значи тоа треба да стави до знаење на странците.
Ако повторно ова структура победува, а ќе победи на недемократски начин, значи со насилство, тогаш најверојатно ќе тоа веќе ќе се вика дестабилизација со големи регионални последици. Госпожа Јорданова, дали се можни избори без СДСМ? Избори без СДСМ се можни, меѓутоа тие не исполнуваат нити целите на договорот од Пржино, нити пак ќе водат кон стабилизација. Апсолутно, тоа е само вовед во една нова и уште поголема криза. Така. За почитувањето на договорот од Пржино, како и за нападите врз Катица Јанева, по рекламите. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Браво премиум во освежена амбалажа и годинава ќе ве изненадува со бројни награди по пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори, секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Штеди секој ден само во Тинекс од 1 до 21 февруари. Чајна неопланта 119 денари, кравјо сирење Малешевско 215 денари, чоколаден крем Кремонте 62 денара, сет инстант кафе Инкафе и шлак за кафе Кофета 219 денари, паста за заби Колгейт 126 денари, омекнувач за алишта Силан 219 денари. Тинекс, секој ден со вас. Користите антибиотици. Не заборавајте да земете Линекс Форте уште од првиот ден. Линекс Форте помага при диареја, надоеност и други проблеми предизвикани од третман со антибиотици. Линекс Форте за ред и мир во вашиот стомак. Кога е сончев ден, кога си радосен, слушаш среќен глас и кога вистинската љубов е околу нас, тогаш славиме. Се пружаме, за вакви моменти живееме заедно. Ваша Виолета. Кога се запознавме, јас имав 7 години. Таа малку постара од мене, тоа беше платонска љубов. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Продолжуваме со разговорот со господинот Билјали и господја Јорданова. Господја Јорданова, колку суштински се спроведува договорот од Пржино или сепак се сведува само на шминка? Еве како пример само да ви го посочам Министерството за внатрешни работи, каде што ВМРО-ДПМН тврди еве опозицијата го има министерството, нека ги спроведе изборите, тие да бидат фер. А од друга страна не му даваат на господин Спасовски, например, да именува своји началници. Каква контрола има Спасовски, например, или Ременски врз министерствата, ако не можат да постават своји луѓе на кои им веруваат? Веројатно не можат со луѓето поставени од Груевски да ги спроведуваат тие фер избори. Ние со цело мониторирање, значи,
на договорот од Пришина заклучивме дека суштествено договорот не се спроведува. Ако ги погледнете неговите принципи, кои што ги забораваме, без оглед и да ги пишале декларативно, напишани се таму, значи треба да се вратиме. Дека тој се прави заради воспоставување, односно враќање на демократските стандарди, враќање на Македонија на евроатлантскиот пат. Тоа се прави заради политичка одговорност, заради одговорноста кон еднината на земјата, која што ја споделуваат политичките партии. Ама тоа, кога го гледате понатаму во реализацијата, никаде го нема. Всушност, она што го гледаме е дека се реализираа неколку точки од договорот и тие доста тешко. Се друго доцнеше. Единствените точки кои што практично се реализираа на време беа враќањето на опозицијата во парламентот, именувањето на Катица Јанева со само еден ден доцнење, друго се доцнеше. За потоа именувањето на почетокот со работа на Јанева доцнеше и тоа потоа се да се дополнително се комплицира или да се формализира. Да, опозицијата се врати во парламентот, ама ќе направиме доволно проблеми со парламентарните комисии фактички да не може да оствари надзор. Или исто така со проблематизацијата на позициите на министрите, дополнителните министри и така натаму. Сето тоа е знак дека нема суштествена волја да од страна на владата, овде се гледа, да се помести ни не чекор, ни сантим назад. Значи, таа упорно покажува имаат. И тоа е веќе класика, не е ништо ново. Значи, и попржино само се покажува, ние имаме сила, ние ќе правиме што сакаме, еве, може би доаѓа ханама, јас сега одам да отворам фабрика и така натаму. Значи, упорно се демонстрира некаква моќ, наместо да се покаже некаква одговорност кон еднината на земјата. И тука, на вистина, колку и да сакате вие да кажете сите се подеднакво одговорни, не можете да го кажете тоа, затоа што има власт која што секогаш во меѓународните односи ја представува владата и таа е одговорна за состојбите во државата и на крајот на криштата 10 години се на власт. И кога почна цела оваа криза? Не може да не се понесе дел од одговорноста. Велам, целиот процес очигледно е дека дури намерно, планирано се води од владата на таков начин за да може формално да се каже дека се исполнила некои работи, меѓутоа суштествено нема тука ништо од остварување на целите на договорот, особено кога имаме предвид дека понесувањето политичка одговорност е едно од принципите на договорот. Господин Билјали, дали специјалната обвинителка Јанева може да си ја заврши работата со оглед на нападите со кои што се соочува? Еве, денеска 5 нови кривични пријави против неа за малтретирање. На некој начин и се поднесуваат кривични пријави за тоа што си ја врши работата? Реално, специјалната јавна обвинителка е природна негација или логична негација на комплетно нашиот правосуден систем. Значи, со тоа се докажува дека нашето обвинителство, па и полиција и судство не функционира. Цело време, значи, таа била индиферентна во однос на сите мегаломански криминали кои се и перење пари кои се осварува е тука. И сега тие провладини медиуми, ја би рекол криминализирани медиуми или медиуми кои тероризират, наеднаш од молчењето дека се функционира, имаме институции, имаме судство, имаме обвинителство, полиција и така натаму, и дека тие си ја вршат нивната работа, наеднаш сега на специјалната јавност со сите гранати, значи се распукуваат во снефа. Ја мислам дека тоа е послица на стравот. Но јас многу и не ги обвинувам нив. Искрено мислам дека се уште ние како граѓани не сме зрели, не сме
немаме развиен имунолошки систем на такви појави, оти кога ќе соберат 50 или 100.000 луѓе во одбрана на специјалниот јавен обвинител во Скопје, многу поинаку ќе биде. Мене не ме загрижува ни Груевски, не ме загрижува ни ВМРО, не ме загрижува ни таквите криминализирани терористички медиуми, кои јас, например, во нормални околности би ги седнал во црна клупа да одговарам заедно за организиран криминал. Ние видовме колку пари, значи, тие земали и нормално треба да ги оправдуваат тие пари. Тие знаат дека секоја промена на власт ќе се разоткрие и нивниот криминал како медиуми. И затоа со сите, значи, потенцијали, со сите оружја кои ги има тие, ќе го напада јавниот обвинител да го деградират или да ја деградират, да ја девалвират и по можност да ја обесрабрат за да преземе одлучувачки чекори. Напротив, мислам дека специјалната јавна обвинителка треба да докаже дека институција која ќе го направи тоа што не го направиле другите институции кои беа платени со години, и тоа добро платени, и да преземе такви действија што конечно луѓето ќе видат дека сепак се работи нешто конкретно. И тоа мисля дека дури позитивно ќе се рефлектира у јавноста и ќе ги депримира тие структури кои се уште се надеват дека ќе го тргнат, значи, специјално од јавни обвинител и ќе се спасуваат од сите можни постапки кои може да се преземат. Значи, мора да се обесхрабрат тие структури кои со сите потенцијали ја напаѓат специјалната јавна обвинителка и очекувам ја понатаму и невладини организации, структури, граѓани, интелектуалци многу покоординирано да действува во нејзина одбрана. Оти нема таа, ако се остави така, не може да се надеваме цело времето и меѓународната заедница е тука, но таа игра на долгорочни игри, значи мора таа да има некаква заштита, кој психолошки ќе помогне да преземе действија. А тоа можат граѓаните тука. Господин Јорданова, зошто САД и Европската Унија го толерираат ова неспроведување, како што велите вие, на Пражинскиот договор, или пак можеби вие не сте во право кога велите дека не се почитува? Ние токму затоа си обезбедивме доволно докази во нашите материјали зошто сметаме дека не се почитува. Значи на секоја точка имаме образложено точно што е, кога е, како е реализирано, со која точка, запирка и така натаму. Каитните реформски приоритети исто така. И дури не само следење, редовно следење на седници на тела, следење на процеси и така натаму. Зошто толерира? Прво, затоа што сака да и таа да прикаже успех. Значи, Пражинскиот договор е во голема мера креација на меѓународната заедница, која што не смогна доволно сили политички да го осуди Груевски, што ќе имаше поголема ефективност. Но токму поради партиската поделеност и не сакајќи да застане на страна, на другата страна, на опозицијата, решија да бидат некако балансирано неутрални и со тоа да дадат практично доста ветар во едра на веќе корумпираната влада. И сега, таков каков што е Пражинскиот договор е нивно бебе, и тие сакаат да го прикажат и се трудат тој да биде успешен. Тоа така функционира некогаш кај нив. И ќе се трудат да го излечат колку што можат докрај со преговори, со притисоци одредени кон едно време кон едни, друго време кон други, за да можат да постигнат некаков успех. Господин Билјани, како се тоа ќе заврши? Ќе имаме избори на 24 април или ќе имаме одложување? И колку би било тоа одложување? Се спомнува 5 јуни, сега имаше некоја шпекулација за 29 мај, се спомнува и септември, да подсетиме дека наредната година имаме локални избори, а нели во период од 6 месеци не може да има два изборни процеса, тоа значи ако во септември не бидат, тоа би било дури во април наредната година. Значи да имавме лидери
кои би поседувале елементарен морал во политиката, оти и во политика има некаков морал, тие би поднесе оставка и ќе каже јавно дека ние поднесуваме оставка од сите функции, дури од партиските функции, и дека ние сме честни и повелете нека се преземе сите правосудни дејства за да се докаже дали сме виновни или честни. Со што ќе добие кредибилитет кога би биле чести да повторно бидат таму кај што се и да ги добијат повторни изборите, и јас лично ќе ги поддржам многу јавно. Но овој цело време, значи, се повикува на народ кога цело време го лаже. Цело време го ипнотизира со медиуми платени дебело на 10 на милиони евра. Значи, од таква ситуација, дури, ево, тоа што зборевме пред малку, дури да се смени закон и да почне, ево, од предпоставувам, да се релативно да се испочитува тој закон. Траумите кај луѓето не може да се излечат толку брзо. Тоа што слушај од такви медиуми, то 10 години не може да се избриже од свеста. Таквиот начин на неизвестување. Добро, но 10 години не може да чекаме на избори, нели? Се брише 78.000 едноставно ќе си отидат и ќе избришат од меморија. Апсолутно, ќе направиме некоја нова технологија, но што треба да се направи? Или што требаше да се направи? Ја мислам дека требаше да се направи од почеток преодна концентрациона или подобро експертска влада, и таа влада бар 2 години да ги стабилизираше состојбите, па потоа избори. Вака како што сме. Ние ќе отидеме на избори, не знам како ќе завршат тие избори, значи во ваква поларизација, кога се води битка меѓу живот и смрт, значи ако се губат избори, тоа е смрт. А никој не би се сложи толку лесно на смрт. Значи ќе се избори за да не биде на страна на тие кои ја доживуваат смртта. И се ме плаши дека ситуацијата не дека нема да се санира, туку напротив ќе имаме ситуација многу посложена, која потоа ќе бара најверојатно многу поголема енергија од меѓуната заедница, за да може релативно да воспостави некаква елементарна функционалност на таа наредна власт. Што и да се случи? Например, јас реков, случајно ако победи под наводници власта, пак тоа е тотална дестабилизација и хаос во државата ќе биде. Ако победи опозицијата, значи пак ќе имаме еден реваншизам што ќе биде своевидно некакво копие од ова што не личи на ова што е направено до сега. И според мене, значи рокот е многу тесен, многу краток, и според бар најелементарната логика и избори би требало да имаме у септември. Иако и тоа не е некаков рок, но случајно ако имаме калкулативно, и често странците играат на тоа, па ако не прифатат 24 април, може мај. Или може, не знам, јуни. И тоа се прашање на денови, ништо не се менува на тие денови. Сепак ја би застанал на овој што беше кажано вечерва од Род, дека многу е поважно да имаме неквалитетни избори, како се каже, елементарни услови за нормални избори, елементарни услови. А ние сме далеку од тоа, а не сум сигурен дека со вакви медиуми, со вакви пари, па знаете дека луѓето сега каква сиромаштија владее во Македонија. А најлесно е да владеете со сиромашни луѓе. Оти тој, значи зависи од дневен оброк. Ако му дадете нему 100 денари, тој стварно тој ќе ви се заблагодари до Бога. Значи ова структура има собрано доволно пари да може да воспостави, значи, контрола над луѓето кои социјално се даун и да може и нив, значи, да ги купува со многу пари и пак да се повикува дека ето имавме мирни избори, ништо не се случи. Некој, ако сте уфатили со слика дека некој му дае пари, што и видовме некакви комбиња кај се заокружуваат. Значи гласови, тоа ништо е инцидентално, случајно некој земал комби тамо и заокружуваат гласачки листа, ама тоа значи не масовна појава.
Меѓународната заедница ќе оди најмногу на тоа дали може да се прочисти избирачкиот список и според пресметките што ќе се направат колку реално треба за спроведување на овие методологии, ќе излезат со некоја проценка околу тоа. И мислам дека ќе го бараат минимумот за некој договор за медиумите, што нема да значи реално промена на состојбата, туку промена на законот кој што нема да има време да се имплементирани, пак да се наблюдува како ќе се спроведува. Дека за нив тоа ќе биде некое решение. Третата точка која што спомена одвојување на државата од партијата беше врзана со некои инструкции кои што треба да ги дадат, но тоа исто така лесно може да се заобиколи. Сега прашањето е тука како ќе се одвиваат понатаму и проценките, ама и преговорите од страна домашните политички субјекти. Проценката овој пат нема да ја дава посебна комисија, туку ќе ја даваат тимови овде, значи делегација на Европска комисија, амбасадата америчка и потоа сето тоа ќе оди во Брисел. Значи нема да имаме независна експертска група како што беше она на Прибе и ќе видиме со што ќе излезат тие. Како е вашето мислење на 20 февруари, што ќе ни соопштат ЕУ и САД? Ќе имаме избори на 24 април или ќе имаме? Јас мислам дека тие ќе се обидат да постигнат, да ги направат притисок врз партиите да се постигне компромис со некој датум кој што нема да биде премногу одложен, ниту ќе биде премногу за да не можат сите да бидат губитници. Значи врз основа на она што ќе го пресметаат реално за да може да се затвори, да кажеме, избирачкиот список, чисто технички, ќе стигнат до некој датум за изборите кои што би го предложиле, меѓутоа за кои што потоа ќе вршат притисок да се постигне согласност на политичките партии. Тоа е мојата предпоставка. Втората точка околу медиумите, велам, и да има согласност за законот, нема време тоа да се спроведе, освен некако ако не се сложат, и имавме во нашите предлози дека е многу битно да има објективно наблюдување и реални казни, доколку, значи квалитативен мониторинг на медиумите, што може да се направи, се прави во некои држави, и врз основа на тоа да се смени фактичката ситуација, но очигледно дека не се оди на тоа. И конечно има тука уште џокери во ракав, да кажеме, во ВМРО ДПМН, особено кога зборуваме за специјалната јавна обвинителка, што го чуваат се уште, веројатно кога ќе видат дека премногу се заострува ситуацијата ќе го потегнат, а тоа е прашањето на уставност на самата институција на специјалното јавно обвинителство. Има предмет пред Уставниот суд, се уште не е поставен на дневен ред, но може да се постави, бидејќи знаеме дека тоа се сепак институции врз кои што веќе има контрола. Власта може да се предпостави што ќе биде, што би било понатаму, а ова сега се јасни притисоци. Веројатно на 20 февруари ќе биде појасна ситуацијата и ќе знаеме дали сепак има избори или не. Вам ви благодарам за учеството во емисијата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со Дневникот на 24 вести. Пријатно.